Учество во надпреварот во Словенија кој што се случи изминатиот викенд земаа кајакарите Љубомир Спасик, Енис Небиовски и Александар Златаров. Како што велат тие за нашата телевизија, предизвикот бил тежок, додека искуството неверојатно. Се вративме со голем успех, пласман на двајцата надпреварувачи во финалното возење, каде што заврши на 13-то и 15-то место. Јас не успеав за жал да се пласирам во финалното возење за 20 стотинки, но тоа што е кога се соочуваме со предизвици на дива вода, реките се непредвидливи, односно самата вода е непредвидлива. Оваа година можам да се пофалам со државен првак до 23 години, второ место во сениори. Бев финалист кој што е многу големо значење за мене на Европскиот куп во Словенија. Се подготвував цела година, колку што има време, и се надевам дека со резултатот се види дека сум вложил труд и се исплати. Како што известуваат надпреварувачите, првиот ден настапиле и во класик возење, каде што Спасик завршил на 15-тото место, Златаров на 16-тото и Небиовски го зазел 17-тото место. Тие потенцираа дека имале навистина голема конкуренција и тежок предизвик. Со оглед на тоа дека повеќе кратен светски првак и европски првак учествуваше на овој надпревар, но исто така и освојувачот на светските купови за изминатата година. Дел од германската репрезентација, австриската, сите тие кои што во изминативе години заедно сме се среќавале на финалињата. Овие кајакари биле дел од многубројни надпревари, каде што освоиле вредни награди и признанија. Небиовски сподели дел од нив. Сум повеќе кратен државен првак и повеќе кратен репрезентативец сум за Македонија. За мене беше во друга дисциплина најголем резултат. Полуфиналето во Ивреа, во Италија, кој што завршив 30 место, односно на 30-та позиција, кој од долги години немаше полуфиналист во јуниорска категорија, од 99-та. И тоа е за мене големо признание. Бев спортист на град Велес 2017-та. Инаку на надпреварот во Словенија учество зазеле околу 30 кајакари од различни држави.